Одморалиштето Пониква ќе стане рехабилитационен центар за пациентите од пожарот во Кочани. Во моментот објектот располага со 27 соби и 56 легла, што ќе обезбеди доволно простор за пациентите во фаза на продолжена нега и рехабилитација. Како што соопшти портпаролот на владата Марија Митева, овде ќе се лекуваат лица кои веќе се стабилизирани, но на кои им престои понатамошен третман. Владата во текот на следната недела ќе донесе одлука со која одморалиштето Пониква, кое е во сопственост на Министерството за внатрешни работи, ќе се стави на располагање на Министерството за здравство, за да се користи како објект за продолжена медицинска нега и рехабилитација. Дозволете ми да појаснам зошто донесовме една ваква одлука. Одморалиштето Пониква располага со 27 соби и 56 легла. Лоцирано е во природна и мирна средина, што го прави исклучително погоден простор за пациентите кои се веќе во фаза од лекување во која е неопходна физикална и работна терапија. Станува збор за пациенти кои се веќе стабилизирани, но кај кои постои реална потреба за понатамошен третман, се со цел да се спречат и намалат долгорочните последици од изгорениците. Во соработка со Министерството за здравство и медицинските тимови се работи на планот за распределба и згрижување на пациентите, рече Митева. Таа истакна дека овие тимови ќе ја понесат целата опрема со цел да обезбедат медицинска нега. Во моментот се работи на детален оперативен план за распределба и згрижување на пациентите, во соработка со Министерството за здравство и медицинските тимови, кои ќе ја понесат својата опрема во одморалиштето Пониква и ќе обезбедат континуирана медицинска нега директно на терен. Ќе се направи план пациентите да бидат распределени во неколку групи и циклуси на терапија, се со цел да се овозможи персонализиран пристап кон секој поединечен случај, во согласност со препораките на лекарите. Покрај медицинската грижа, оваа мерка има и важен психолошки и социјален аспект. Овозможувањето на престој во ваков тип на објект ќе придонесе за меѓусебна поддршка помеѓу пациентите и подобрување на нивната психоемоционална состојба. Инаку од денес започнува да функционира и новата телефонска линија 070 355 526, преку која повредените во пожарот во дискотеката во Кочани и нивните семејства ќе можат да ги изнесат своите барања и потреби. Линијата е веќе активирана, а раководител ќе биде канцеларијата на претседателот на владата.